Прилепската болница е оставена со над 3 милиони евра долг. Се пиело и јадело по ресторани на државна сметка. Се плаќале сметки за фиктивно извршени услуги и транспорти. Болницата плаќала сметки за дури 73 мобилни телефони за кои што во моментов не се знае кој ги користел. Со вакви обвинувања денеска на пресконференција излезе новиот директор на болницата Кире Јоновски. Според него, само долговите за нотарски платни налози и извршни решенија во моментов биле над 40 милиони денари. Целата документација била предадена на полицијата и Прилепското обвинителство. До месец август утврдивме дека повеќе од 6 милиони денари се потрошени во готовинско плаќање директно од касата. Високи суми на некои фиктивни лица. Се организирале родендени по игротеки. Исто така, истите се плаќале од касата. Јоновски обвини дека биле вршени фиктивни транспорти на име службено патување, така што само за месец јули биле извршени над 70 вакви транспорти. Исто така било извршено бришење на ставка во износ на повеќе од 1 милион и 500 илјади денари на име на прометот посттерминали. Затекнавме големи суми за ресторански услуги и репрезентации, фактурирани од повеќе ресторани од Прилеп, кои се книжени на конто куња. Верували или не, една иста фирма фактурирала високи суми на фиктивни фактури за услуги, како поправка на ѕидови, поправка на машини за перење, чистење на клима уреди, косење трева, дезинфекција на подови, едукација на медицински сестри. А ниту една медицинска сестра во болницата не е запозната со таа едукација. Од претходното раководство телефонски ни истакнаа дека одговор на сите овие обвинувања ќе имало во периодот кој што следува. За Сител Дарко Штарговски.